Јас би ги советувала да... Јас сваќам дека тие минуваат од кога ќе ја дознаат диагнозата, тие минуваат во тежок период. Значи има различни жени што се повеќе плашливи, жени што имаат послаб карактер, повеќе се паничари, меѓутоа да сватат дека и ракот е болест како и сите други болести. И тој се лекува. Ова не е лошото, значи јас сите овие години имав во моја близина жени што поминуваат низ хемотерапија. Тој период е најтежок. Значи, во тој период на жената ја опаѓа косата. Тој период жената повреќе и се гади, има болки. Најтешкиот период од оваа болест е хемотерапијата. Меѓутоа и тоа поминува. И тоа поминува, значи, сите тие жени сега што се со мене, и косата им пораснува, и престануваат да имат болки, се земат нормално терапијата и тие продолжуваат да живеат нормално, продолжуваат да си го живеат животот квалитетно, значи продолжуваат да одат на работа. Многу е важно и тоа, значи, ние работиме и на ресоциализација на жените после операција. Значи, тие работодавците мора да сватат дека таа жена во почетокот од која ќе тргне на работа после операција не може да одговори на своите работни задачи како што е било и пред операцијата. Значи, да имат малку обзир со тоа, се тоа поминува. Значи, многу работи делуваат на тоа, значи да се дружат сите тие што се оперирани, што минуваат низ ова, да најдат нешто што ќе ги движи напред, да најдат сила и волја за нешто што ќе треба да живеат.